Дискриминирани и на работ на општеството, вака се уште живеат голем дел од ромите во Македонија и покрај напорите на државата да им обезбеди подобри услови. Надлежните тврдат дека стратегијата за инклузија на ромите за периодот 2022-2030 веќе дава значителни резултати во делот на образование, здравствена заштита и домување. Стратегијата представува системска рамка за создавање праведно и инклузивно општество, пристапот до квалитетно образование, здравствена заштита, достоинствено домување, економски можности, инфраструктура и социјална сигурност не смее да биде привилегија, туку загарантирано право на секој граѓанин. Позитивен тренд во последните 2 децении е зголемениот број на роми вклучени во образовниот процес, особено на оние кои завршуваат и средно училиште. Од 2006 до 2025 година околу 5500 ромски деца се вклучени во предучилишното образование, додека во учебната 2025-2026 година се запишани 526 деца на национално ниво во нашата држава. 1200 стипендии за средношколци и 150 стипендии за студенти роми на годишно ниво. Наскоро во владина процедура треба да влезе и законот за социјално домување, кој би требало да го олесни пристапот до дом за многу семејства. Извештајот покажа дека во изминатиот период драстично се подобрени работите и во делот на здравствените услуги кои ги добиваат ромите. Еден од конкретните чекори е ангажирање на 20 ромски здравствени медијатори кои действуваат на целата држава и кои директно придонесуваат на подобрување на здравствениот статус на ромската заедница. Континуирано инвестираме во подобрување на условите во јавните здравствени установи, вклучително и во поликлиниката во Шутова Ризари, која представува значаен сегмент во обезбедувањето здравствената грижа за локалното население. Според последниот попис од 2021 година во Македонија живеат 46.433 роми, односно 2,5% од целокупното население.